помала група, кои се имињата на оваа помала група, бидејќи спомнавте дека не помала, јас реков 60 на професори, а биле помали групи. Беше напишан од, ајде да речеме 7-8 лица. И дали е вистина дека законот го напишале Лозо Пендовски, Сонја Топузовска, Марија Маневска, Лазо Јовевски, Самуил Малчевски од УКИМ, како и Борчо Алексов од МОН, и сите овие имиња се близко до власта, до вас, до премиерот и до ВМРО. Како ја коментирате ова? Јас ќе ве замолам да престанете со дезинформации во врска со законот, како што е, например, се забранува вонредно студирање, солицитирање на имиња. Дел од имињата кои вие ги прочитавте се реномирани професори на УКИМ, се дел од ректорската управа на УКИМ. Едно име не ви е сосема точно. Овие луѓе учествувале во креирање на законот со полно право според реномето и позициите кои ги постигнале. И од тут има луѓе кои учествувале во креирањето на законот. Кои се тие луѓе? Не можам да ви кажам на памет, јас морам да ги прашам, ама ви се молам, јас не, немој, не го спуштајте нивото, не го спуштајте нивото. Немојте да го спуштате нивото. Јас не го спуштам, ве молам. Значи, ќе ги прашам луѓето дали дозволуваат да бидат објавени, сите ќе ги објавам на веб страницата. Ако е тоа важно, вас не ви интересира законот, ви интересираат луѓето кои го формирале. Вие со дезинформации се што не интересира нас, па еве. Не сум дојдена да се карам со вас, ве молам. Што ви интересира вас? Што ви интересира? Еве, во рок од 5 минути ќе ги откриеме албанските имиња. Не сите имиња, пошто јас ако ми гарантирате дека нема да ме тужат. Затоа што сум ги открила. Никој не земал пари. Никој. За креирање на овој закон ниеден единствен човек нема земано денар. Сите работеа пробоно, вклучувајќи ги албанските имиња и сите македонски имиња, и српски, и влашки, и кои да биле. Единствен денар не е исплатен за работа на овој закон. Значи таа дезинформација да ја расчистиме. Ректорот бараше да се повлечува законот, дека се интегритетот на... Дали побаравте такво нешто, ректоре? Да се повлече законот? Значи, покрај забелешките има една одлука на Сенатот. За да се повлечува, за да се... После другите забелешки... Законот е 1 месец на јавна расправа и сите имаат право да дадат забелешки. Многу од забелешките се прифатени и досега ова е 6-та јавна расправа. На тие јавни расправи се договоривме што ќе биде прифатено и луѓето се задоволни. Законот нема да биде повлечен и не треба да биде повлечен затоа што представува иднина на нашите млади луѓе. Не се во прашање професорите дали можат или не можат да ги исполнат критериумите, во прашање се младите луѓе кои треба да останат да живеат и да ја градат оваа земја. Уште едно прашање. Повелете. Дали со овој закон се предвидува да се спојат некои универзитети и... Не. Сте го прочитали ли законот? Не, со овој закон не се предвидува такво нешто. И за да но ако менеме програми. Да се спојат универзитети е различно прашање, а некои програми да се затворат, универзитетите сами ќе одлучат, затоа што предвидува законот модуларност наместо 1300 програми во земја од 1.800.000 луѓе, каде што деца 1, 2 и 3 студираат на одредени студиски програми за кои после тоа не можат да најдат работа. И, нели, на штета на сите нас се иселуваат од земјата. Но тоа е одлука, модуларност е одлука на автономијата на универзитетот. Тука законот не се меша, како ќе ја спроведува, што ќе затвара, што ќе отвара, нели, тоа е веќе друго прашање. Законот не навлегува никаде во автономијата на универзитетот, еве сега ќе дискутираме, ќе ми посочат колегите каде мислат дека тоа се случува и ние тоа ќе го разгледаме. Но да, наместо 1300 студиски програми, универзитетите ќе треба да се договорат да работат по модуларен систем. Повелете. Дали мислите дека подобро е на средно план да земете преведувач, затоа што вие не знаете албански јазик?
А секогаш барате од албанците да Македонија има еден службен јазик и уште еден што го зборуваат заедниците, да, и јас се наоѓам во Тетово, каде што се зборува албанскиот јазик, но ваша и не треба да имам преведувач, вие треба да го знаете и македонскиот јазик. Јас малку подразбирам, сум кажала неколку пати, но за да не сгрешам во преводот, замолувам да ми се преведе најкултурно и мислам дека ако сакаме да живееме во нашата заедничка земја, јас тоа 1001 сум го повторила, ова е наша заедничка земја, ние во оваа земја треба да се почитуваме, да си ги почитуваме различностите, по можност да си ги знаеме јазиците, но доколку не можеме да се разбереме, треба да си помогнеме едни на други за тоа да биде така. Да друг пат кога ќе доаѓаш Тетово треба да земеш не, затоа што вие знаете, Тој има право со закон не ме за одврзува законот. Не ме на одврзува. албански. Дали ќе продолжиме за законот или сакате Фала. да го унищите?